Дали имав? Па да, имав закани од работодавачи. Имав закани како ќе се пали кола, децата, јас, не знам. Имавме каменување на тогашно тогашна канцеларија во која што бев и јас. Значи се соочувавме со реални притисоци, меѓутоа не смеевме да се откажеме во тој период, бидејќи беше идејата, да се најде некој да збори за работниците, бидејќи 30 годишните стари синдикати никогаш не ги спомна работничките во приватниот сектор, особено во текстилната индустрија. Дали се уште имате притисоци и како се справувате? Па од работодавачи веќе немам, бидејќи јас тоа постојано го зборам последниот период, бидејќи они пробуваат прво да те заплашат. Кој ќе види дека не иде, пробуваат да нешто мито, нешто донација да даеме на организацијата. Меѓутоа имаме, фала му на Бога, доволно финанси, не ни треба ни тоа и ние кои се искорумпираме кој ќе остане. И трето е да те игнорираат. Така да сега немаме, да кажам, закани од работодавачи, помина тоа време, меѓутоа можам да кажам претходната политичка гарнитура и како дел од нив некои поединци, да ги кажам, да, лично јас имав. Сега ќе чекаме, ќе видиме нови. Сепак период се на власт, така да ќе видиме како тие ќе се однесуваат. Мене, ако ми беше страф, одавна ќе молчев. Немаше да ги кажам, работите со име и со презиме, онака како што се.